Emisja za humor. I satira. Dragi slušatelji, v ovije nacionalistički vremenja nacionalizam možete da sretnete sekade. Vo prikaznite, vo vicevite, vo anegdotite, vo pogovorkite, a najmnogu se razbira vo pesnite. Makedonsko devojče, kitka šarena, vogradina nabrana, dar podarena. Do ovde se je normalno. No već je narednite stihovi se problematični. Nema, neke se rodi poubavo devojče od Makedonče. Poubavo devojče od Makedonče. Avtorot na ovije stihovi mora da bil kusogled ili mrtov pijan, zašto poubavi se i Bugarkite, i Albankite, i Srbinkite, a za Turčinkite ić da ne pravime muavet. Odime po natamu. Zemi momče Makedonče, pa da vidiš to je raj, kajda odiš, kajda šetaš, zemi momče od naš kraj. Zemi momče, pa će vidiš to je kraj. Koga će te zatvori doma i će te pretvori vo sluginka i vo dežurna vinovnička na site negovine uspesi, će si go vidiš gospoda i site svetci na nebo. Odime po natamu. Vo narodnite prikazni. Iz Mećarot se razbira Makedonec, ne samo što se kogaš go nadmudruva carot, tuku mu ja zema ćerkata edinica za žena i na krajot mu go zema duri i prestolot. Odime po natamu. Vo vicevite. Makedonecot sekogaš, bez isključog site gi pravi majmuni. Nije, Makedoncite sme najmudri, a vrijeme od idioti. Nije sme najgolemi patrioti na svetot, a vrijeme od predavnici. Nije sme najdoverljivi luđe od site, a vrijeme od kodoši. Zato, dragi slušatelji, krajno vreme je da se pogledame vo vistinsko to ogledalo i da mu se plukneme na nacionalizmot. Zašto ne je točno deka sme najdobri na svetot. Najdobri sme vo vselenata. Bene mali čalniku.
Леле, ама народ се собрал пред храмов Боживе. Леле. Извинете, да не е денес некој голем верски празник? Немам појма. А вие, господине? Јас немам појма. Прашај го она може би тој знае. Извинете, господине, дали денес е некој голем верски празник, а? Немам, абе. Што? Немам, абе. Пошто сте се собрале овде, бре, луѓе, а? Не знам за другите, ама јас сум собран затоа што ми студи. А вие? Јас сум вака роден, целиот собран и стутулен. Сега ми е јасно. Вие си играте мајтап со мене, а? Кој си играв, мајка? Па вие. Кажете, ако е некој празник, да влеза внатре и да запалам свеќа за здравје на живите, за спокој на мртвите. Абе ти кажав, бе, човек, немаме појма. Па што стоите тогаш пред храмов, бре, луѓе? Чекаме. Што чекате? Пролет? Не, чекаме плата. Плата? Да, бе, господине, бе, и јас чекам за 24 месеци. Јас за 36. А јас 48. Извинете, да не сте избегале сите ви од некоја лудница? Зошто? Како зошто, бе? Плата чекате пред црква. Каде да чекаме, бе? Господине, пред џамија? Ќе чекате пред владата. Ни рекоа дека владата е на зимски распуст. Тогаш ќе чекате пред собранието. И собранието било на зимски распуст. Па тогаш одете пред синдикат. Бевме. И кога синдикалците почна да се тепаат меѓу себе, се разбегавме на сите страни. Па тогаш не ви преостанува ништо друго, освен сите да застанете пред банка. Окапавме пред банка, господине. Окапавме. Вистина? Да, ама бадијала. Бадијала? Зошто? Затоа што кога ги прашавме кој ќе ни плати, банкарите ни рекоа Господ ќе ви плати. Господ? Да, и затоа овде се тресеме 3 дни и 3 ноќи. Леле, а до кога? До кога? Додека не ни плати, не мрдаме од овде, па Јана, мајка. Че би уште жив? Леле, жив е, Таше, жив е. Море, ако е ова живот, да ти се плукнал во животот. Леле, ама си тежок, бе, брат. Ко македонска судбина си тежок. Боже, абе, кој те подул вака, бе? По лицето си како полнета бабура. Леле, ме претепа едни мафијаши. Зошто, ле? Леле, ме рекетира. Па така и изгледаш, како да те треснала ракета. Доста тресеш глупости, бе, жено. Мафијашите му барале пари. Леле, ми бара. Леле, да не си им дал случајно? Не, им реко, еве ми го на. Паметно. Еднаш некому, ако му дадеш после цел живот, ке ти бара. Така е, леле, така е. Па добро бе, так си ратнио. Што ќе правиш сега? Ке се тешам. Ќе се тешиш? Да, Со кого ке се тешиш, бе, будалче? Со Митуш. Леле, и нему му дојдоа рекетари? Да, леле. Митуш ги отера во мајчината. Браво, така треба, да. Вистина.
Сигурно и него го подуле вака како бумбар. О, не! Што, го поштедија ли? Не, да го поштедија, немаше сега јас да се тешам со него. Олеле! Па што му направија, бе? Го тепа? Олеле, не! Абе, ја знаете поговорката тепаниот тепа? Јас го знам само продолжението. Епа, јас сум тепаниот. Елеле. Ода на глупоста. Жива душа надвор нема. Сите сме во спортска шема. Стари, млади, цел ден седат, в кладилници спортска редат. Среќата е како чигра, сиот народ спортска игра. Животот е шут и рогат. Играј спортска, стани богат. Ајде, братче, пробај среќа, те чекаат пари вреќа. Играј систем Кец 2.0. Леле Боже, пак сум була. На срце ми лежи грудка. Сега знам кај сторив утка. Каде утнав, сега сватив. На шалтерот, кај што платив. Абе, конјоглав. Што е, бе, свињоглав? Пак нек ни си јадел трици за мене, а? Не, бе, грешка си. Триците се основна храна за твојот род. Јас кажав само некои вистини за тебе. Вистини? Што се чепатиш, бе? Абе, како можеш ти да кажеш некоја вистина? Кога цела лоза ти е лажна, бе. А твојата уште од коренче ти е калемена. Оди, мавни се таму, сите вие сте дегенерирани уште пред да се родите, бре. Ние? Дегенерирани? Абе, сите знаат дека дедо ти Арсо имаше на магарешки. Имаше? Да ми простиш, имаше? Да, ама не тоа што мислиш ти. Дедо ти имаше магарешки уши. А прабаба ти што имаше вошки и тафтабити, а? А прадедо ти што го предал госета наш во Богданци? Во баница, бе, идиоте! Сега те фатив, значи ти кажал. Кој ми кажал, бе? Па прадедо ти. Бре, за разлика од тебе, јас учев историја. И во таа историја убаво пишува дека прадедо ти го предал цар Самуил на Беласица. Боже, со каков дибек си имам работа.
Прадедо ми умрел во 1914, а битката на Беласица била во 1014. Па што бе? Како па што бе, идиоте? Има 900 години разлика. А бре, од кај знаел тој твој пра идиот што се 900 години разлика? Боже, ова е неверојатно. Кој? Ѓубрево што го чистам? Како неверојатно бе, господјо, секој ден турувам по 1 тон во контейнери, бе. А не мислев на ѓубрето. Туку? Туку на оние двајца. На оние двајца? Да, толку валкани зборови се искажаа еден на друг, да пропаднеш в земја од срам, бре. Извини да те прашам. Што? Ти не ги познаваш оние двајца? За среќа не. Леле, блазе си ти. Оние двајца се политичари. Што се? Политичари. Политичари. А, сега ми е јасно, да. Што? Сега ми е јасно зошто Македонија е една од најзаостанатите држави во Европа. Па што сакаш ти, бре, господјо? Какви политичари, таква држава. Здраво, господјо. Вие сте? За жал ние сме. Вие сте кој, господине? Се извинувам. Ние сме Анте. Па така кажете. Дајте ги ваму документите. Еве, повелете. Што е ова, бе, господине? Кој е? Ова што ми го дадовте, ова. Како што е, господјо? Па тоа се документи за мојот идентитет и диплома за моите квалификации. Ама квалификации? Високо квалификуван антиводич. Тој сум. Гледам. Тој што ви ги дал овие квалификации ги напишал како предупредување да не ви дава никој работа за да не си го окрка. Зошто да си го окрка? Па, поради вашата стручност. Сакам да кажам неспособност. Мојата неспособност? Да, господине Анти. Анте! Дури и кумот знаел што ке стане од вас, па ве крстил така, како што ве крстил, де? Многу се лажете, господјо. Мене кумот ме крсти по името на мојот дедо Анте. Тоа е македонска традиција, и се молам. Ој, вашиот дедо бил Анте Водич? Не, мојот дедо беше млекар. А, така, значи антимлекар. Ама немојте да се смеете, господјо, инсистирам веднаш да ме заведете. Што да направам? Да ме заведете. Ваква будалетинка не ми дошла до сега на Шалтеров. Абе ти си се погледнал некогаш во огледало? Зошто? За да не поставуваш такви идиотски барања. Какви идиотски барања? Јас да сум те завела тебе, а? Очувај не, господе. Не, мислев така, мислев да ме заведете во книгите, господи. Ајде, бегај, мавни се таму. Да те заведам и да ти дадам шанса сите што ќе ги водиш, да ги напикаш во ќорсокак, така? Не бе, господјо, не бе, јала сте. Јас сум антиводич кој на сите што ги води им кажува што не треба да прават и каде не треба да одат, за да не заглават. А за пикање во ќорсокак квалификувани се само нашите лидери. Кај ме водиш, леле мој дидере. Само беда ни се гледа, леле мој лидере.
Moj lidere, narod straden, bos i gladen, lele moj lidere. Narod straden, bos i gladen, lele moj lidere. Jedni mižat, drugi strižat, lele moj lidere. Moj lidere, jedni berat, drugi derat, lele moj lidere. Kade odiš, kaj me vodiš, lele moj lidere. Se po zloto, se na dno to, lele moj lidere. Lele, amore, kaj si ti čanto jedna? Ne sam te videla u što od izborite. Takvi vremija dojda, sestro, da se gledame samo na izbori, na kampanji, na štrajkovi i na pogrebi. S kraja da je od nas. I majka mi isto tako reagiraš. Vistina. I si umr. Dosta, amore, dosta. Kaži nešto veselo. Kaži, Eve, za kogo glasaše na izborite? Pa se znaje, za VMRO. Što si ti, Liska? A ako povedeše SDSM? Ako povedeše SDSM, ke ti rečem дека гласам за SDSM. Vistina. A ako pobedea liberalite? Ако победеа либералите, ќе ти кажем дека сум гласал за либералите. Lele. A ako pobedеше DPA? Што леле, што туку ми лелекаш? Ако победеше ДПА, ќе те убедам дека сум гласал за ДПА. Bože, pa ja nisam znala дека si takva. Каква? Pa, prevrtljiva. Кој јас? Превртлива. Ti, ами koj? Грешиш. Grešam. Живи тебе. Јас сум само обична македонка со сета мудрост што ги краси македонците. Mudrost. Ами што мислиш ти? Знаеш колку партии се изнаредиле на нашиве простори за овие години? Не се добројуваат. Да си ми жива. Сите тие се појавиле, правеле што правеле и аж ги снемало за секогаш. А македонците, драга моја, остана! Što je čudo stanalo, kakvo čudo golemo, celo selo na oro, celo selo na oro, kakvo čudo golemo, celo selo na oro, kakvo čudo golemo, rum dum, kakvo čudo golemo, celo selo na oro, rum dum. Kira drpana! Žena ti je drpana. Ja sum trpana, razbiraš? Ne, разбираш. Спалај му на горнион. Шо сакаш? Его сакаш несто тебе праса се мозе? Добро, ајде прашај. Само немој да ме масираш со политика, зашто веднаш ке те откачам, јасно? Не, его сака с тебе прасас. Дали сте вие скопијаки здрави? Па, види сега ваму, Јорго, за здрави не сме баш здрави. Не? Не, има многу болни од пилешки грип.
Пилејски грип. Да, има многу со испокршени раце, со испокршени нозе и многу удрени во главата, мислам. Его знае се. Знаеше? Не, его знае се дека кај вас има поли удрени во кефало. Вистина. Не. Од каде бе, Јорго, знаеш? Си дошол зимава кај нас? Охи бе, вие скопијаки досле кај нас. Каде бе кај вас? Во Тесалоника дрпана? Мислиш за Нова година и за Божик и Василица, тоа? Не, Тесалоники била полна и преполна со скопијаки. Нормално бе, Јорго. Нормално? Па да. Каде ќе одиме да си ја наполниме душата, ако некај нашиот најблизок сосед? Така е или не е така? Бе, ти нисто не разбираш, дрпана. Вистина. А што тоа не разбирам? Нисто. Нас председател Павелопулос низ цел свет кажува дека нема македонци, нема Македонија. Македонија е Грцка и само Грцка и Грцка. А вие илјаде сте досле во Тесалоники да си полните дусата и да им ги полните дзебовите на насите трговци. Тоа те интересира тебе, Јорго? Не. Како можеш така цопоративно одис кај некој кој цело време кажува дека не постоис и не постоис? Што да ти кажам, Јорго, таков ни е генетскиот код. Генетски код? Да, бе. Некој ни измешал се во главата, па сега тие што не сакаат, ние ги мразиме. А тие што не мразат, ги сакаме повеќе од себе си. Вре, охи вре, како можеш така? Како може? Дојди да видиш што си прават меѓу себе македонските партии, па се ке ти стане јасно. Ти права. Очигледно нешто не е во ред со историјата. Балканот следи географска разделба. На тие што цело време не држат на почетокот, многу брзо ќе им дојде крајот. Народе, да ви го представам нов директор. Мило ми е, јас сум Гаврил. Гаврил, душоватникот? Тоа ќе зависи од вас. А со кого имам чест? Мито. Мито?
Убаво име. Најубаво во Македонија. А вие, господине, Што ние? како се викате вие? А, тоа! Мито. Мито? Чудно. Чудно? Зашто? Затоа што е редок случај. Што? Мито во Македонија? Редок случај. Не. Редок случај е вака на едно место да се најдат двајца со исто име. А, вистина е редок случај, да, многу редок случај. А како се викате вие, господине? Јас, Мито. Не е можно. Не е можно, зошто? Ама како зошто бе човек? Па вие веќе сте трет. Што? Да. Абе, го слушаш ти нашиот нов дишо бе, Мито? Го слушам. И јас го слушам. Вери дека сум бил трет. Да, трети од тројцата. Да ви кажам искрено, не можам да поверувам. А што бе, господине директоре? Како што бе, жено Божја? Зарем толку им се допаѓа тоа обично, просто, да не речам никакво име, Мито? Уште прашуваш, директоре. Од кал да си? Мито да си. Мајко мори, роди ме Мито, па ако сакаш после, фрли ме на бунишче. Да ми кажувал некој, немаше никогаш да поверува. Па како е ова можно, бре, луѓе? Ајде, кажете како е можно. Правило на службата, директоре? Правило на службата? Да. Јас сум 100% убедена дека многу брзо и вие ќе се прекрстите во Мито. Лелесите директори наши не пикна, леле кажи зашто беа мафијаши и апаши, зашто беа мафијаши и апаши. Беа левораки, леле, што имавме сени зеле. Сите фирми, сите пари, секој ајду царство чари. Сите фирми, сите пари, секој ајду царство чари. Едни беа пролетери, други беа фатидери. Едни беа работници, други беа баботници. Така е на овој Балкан. Чист е само кој е Валкан. Не теби вали да крадеш, не ќе имаш што да јадеш. Тие дворци, пак, ние вошки, тие фурни, ние трошки. Некој торби дома носи, а пак ние голи боси. Некој торби дома
mama nosi, a pak nije goli bosi. Babo Trpano, pa kaj si ki mislila vaka? Se vraćam od doktor. O doktor? Da. A da po koji zna koliko godini danas otidov na doktor i se progledav. Što si napravila? Se progledav. Što A si? što smiješno, što se smiješ? Pa se smijam zato što ne se veli se progledav. A tuku? Se pregledav. A ne. Se pregledav se veli koga odiš vo naša bolnica. A jaz be vo stranska. Vostranska? Žimi zdravstvenava. Abe, da ti je milo da se razboleš. Izvini, da te prašam. Što? A pošto je ta bolnica stranska, ima međunaroden konzilijum? Što veliš? Prašuvam, da ne ima tamo međunaroden konzilijum? Ne znam. Kako ne znaš? E pa, žimi tebe, jaz tamo ne vidov ni tu jedan doktor. A mi šo vide? A pa, ja vidov samo mnogo pacijenti od stranstvo. Od stranstvo? Bravo! Sigurno otvorile bolnica za diplomatski kor. A, ne znam, Kerko, ne. Jaz to horot nego vidov. Ave, baba Trpanove, ne se veli hor, tuku kor. Lele, da ni nešto sramno? Što? Ajde, bre, vidija. Ne. To se diplomati, razbiraš, ambasadori. Au, a ne znajev, lele koliko ambasadori imaše vo čekalnata. Vistina. Au, žimi tebe, site vnatrevljegoa 100 evra. Lele, a ti? Pa jaz nemam evra i po 5-6 sati čekanje se zaminav, to jest se progledav. Duri sega ništa ne te razbiram. Kako se progleda, babo Trpano, koga ne te primile, ve kako? Lele, amori, ti ništo ne raspiraš. Ma što treba da razberam? Abe se progledav, ne znači se pregledav. A mi što znači? Znači, ako ne znaš da si go čuvaš zdravje to gaš nauči da čuvaš evra. Inako bidi sigurna deka ne ti gine butel. Igram! Kako da izlezam na kraj s ovakva golomrazica koga ste me osudile na gologasica? Bože, a što praviš me? Nenormalen. Sakam da skoknam vo Vardar. A mambe, zašto? Zato što ova veće ne se izdržuva. Koje? Pa ova, bre, ova što se slučuva s Makedonijama. Što se slučuva s Makedonijama, tak si ratlio? Kako što be, gospodine, 25 godini od osamostojuvanja to nije ne sme mrdati napred ni santim. Nije, ne sme mrdnati ni santim. Pa da ne sme mrdnati slučajno. Abe, ti si bil unikum. Otvori gi malko očite i će vidiš deka od site državi na Balkanot nije sme najmnogu mrdnati. Da, ama od umot. Aj, gospod da čuva. A bre, pogledaj malku pred sebe. Gledam. I, što gledaš? Te gledam tebe. Abe, ponatamu, gledaj me, kucogled, ponatamu. Koji bil prvi od Makedonec? Pa se znaje, Adam. Abe, ostavi go Adama. Koji bil prvi od golem Makedonec? Gospod. Istorijski Makedonec, idiote, istorijski. Aleksandar.
да си ми жив. Уште малку. Абе, смири ги то хармоните, бе. Ајде, кажи дали Александар возел ауто. Што? Ај повтори уште еднаш. Абе, кажи дали Александар возел ауто. Абе, ти знаеш ли како можел Александар да вози ауто? Па тоа сакам да ти го кажам, јас бе проста масо. Не можел никако, зашто немал ни Југо, а јас имам Форд. Чувај не, Господе. Што се крстиш, бе? Што се крстиш, бе? Летнал ли некогаш цар Самуил со авион од Охридскиот аеродром? А? Слушај, тој не летнал, ама 100% ти си летнал. Точно. Јас сум летнал, ти си летнал, ама цар Самуил не летнал. Леле, не ми се верува. Нормално. Ајде, кажи, кој бил најпаметниот македонец, а? Па сега, ако ги исклучиме нашиве денешни лидери, најпаметен бил Свети Климент. Точно. Ај сега кажи, дали Свети Климент со сиот свој ум што го имал, знаел да работи со компјутер? Леле, абе, ти 100% си уден во главата. Како можел да работи со компјутер, кога никогаш не видел никако изгледа компјутерот? Па што јадеш тогаш, трици, бе? Денес компјутер има секое дете од предшколска возраст. Сакаш уште да ти набројувам? Немој, ще ти се најмило. Значи признаваш? Признавам. Ниједна држава на Балканот за овие 25 години не направила таков цивилизацијски скок како Македонија. Тоа сакав да го слушнаме. А сега слободно можеш да скокнеш во бистрине лековити води на Вардар. Ándale. Arriba. Уште во времето на Адама и Ева, светот бил пренаселен со луѓе. Првиот огон мајмунот го претворил во човек, а последниот човекот ќе го претвори во мајмун. Можат да ни ветуваат светла истина, кога дури и струја увезуваат од странство. Сите наши лидери сакаат да живеат. Малкумина живеат за да сакаат. Ние, македонците, секогаш го користиме мозокот. Затоа сме последни.
Crta krčevarice, so bela jasi mijam lice. Daj da pijam, pa da se naspijam. A ja zbrišam, lele udvaj, dišam. Lele, koliko ubavo društvo more. Da li može da vi se pridružam, gospoda? Žalam. I ja žalam 2 pati poveke. Jaz 3 pati pojeće žalam. Aman, bre, ludje. Pa zašto, bre, što je rabotala? Sera ben tentibus sosa. Što reče, bre? Sera ben tentibus sosa. Slušaj, nemoj da si vulgaren, zašto će ostaneš bez kosa, be. Što? Ave kolegi, go slušate vi ovoj nepismeni ove? Ja mu velam sera ben tentibus sosa, a ti će ostaneš bez kosa. Ne, to je vinoven kolega. Ne mu kažele deka repetitio mater studiorum est. Da. Ti mene mater, a ja s tebe sestrata, be. Oj si misli deka repetitio mater studiorum est e psovka? Ne, blagoslove. Pa i ne, mislim, pa i je na nekoj način. Repetitio mater studiorum est znači povtoruvanje, to je majkata na znanje to. Majka na znanje to? Da, svi se ovdje nije dojeden, site sme profesori. Profesori? Slušaj, čovjek, slušaj vamo. Za nas naukata je alma mater. More, ja s tebe, ženata, be. Be, čuvaj, ne, gospode. Be, dosta psuješ, Alma mater znači majka hraniteljka. Majka hraniteljka? Da, naukata za nas je alma mater. A na koji jazik? Na latinski. Na latinski? Da je. Sega mi je jasno. Šuću. Da. Vi ne samo što ste pijani, tuku ste i mrtvati. Zašto me mrznati? Kako, zašto me? Pijanici. Nije vo Makedonija. Ne možeme da se razbereme na makedonski, a vi sakate nekoj da ve razbere na latinski. Bla, 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 bla. Tase na linija. Ja sam. Ti si Tase? Ja sam, kretenu, žena ti. Mislim, zdravo, dušo. Što si tako bezadišan kako nekoj da ti je izvadil dušata? Poradi Stojko. Koji Stojko? Stojko ma kolega na moj. Zašto? Zato što beše kačen nad mene. Što? Abe ti se slušaš što zboruvaš? Što majka bara Stojko sto tebe vokri?
Аман мори жено, како стобара, па заедно не испратија на симпозиум. Кажи бе, Стојко. Кажи бе. Што велиш? Те поздравува. А, поздрави го и ти него. Стојко, те поздрави жена ми. А кога се враќате? Во среда. Добро. Немој да заборавиш да ми донесеш рибче. Ај сега здраво. Здраво бе, душо. Те бакнувам. Абе, го слушна ти оној мојон идиот од Маша? Вели дека во Охрид бил со тебе. Што? Абе, може ли да биде толку глуп, бе? Јас му ја тртам жена му, а тој бил со мене. Леле, ќе умрам од свење. Да знаеш што правиме на неговиот кревет, ке се превлито са јадниот. Леле. Што бе, душо? Леле. Што де? Леле. Што? Леле. Ама не Стојко, што леле кажеш? Жена ми е да се посијам во Охрид. Па што? Леле, како па што? Ми рече дека ќе оди со тебе. Со мене? Да! Леле. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.